Приказната е фамилиарна. У тој дел кој го, ако го погледнеме у временски период, може би веќе повеќе од 100 години во нашето фамилија или нашето семејство се суши зеленчук и овошје традиционално за храна. Активно надвор од кругу на семејството и на фамилијата е веќе 6 години. Идејата беше добронамерна. Првично, значи првите производи кои ги имавме во кругу на семејството или во нашиот дом беа споделени со неколку пријатели во круг. Меѓу другото беа споделени со дел од нашите манастири кои што ги имаме, со дел од монаштвото во нашата Македонска православна црква, и од таму беше идејата да тргне малце и повеќе отколку тоа што го имаме во самиот дом наш. Бројката на наши производи е некаде околу 60-тина, сушен зеленчук, тука и овошето, тука се дел и нашите чаеви кои ги имаме во нашето поднебие. Меѓу другото, ако можеме неколку да наброиме, значи тука ги имаме везената пиперка која е, значи автохтоно и македонско, македонски зеленчук, имаме го спанаќот, празот, кромидот, млад, стар лук, исто во младата форма и стара форма. Имаме, значи, доста производи и имаме го модриот патлиџан, комплетирани ни се производи кои може да се послужат на трпезата, а тоа да речеме домашниот пинџур, кој го имаме како комплет и можеме да го понудиме, значи, на домашното мени за домашна подготовка. Ја имаме домашната вегета, за чисто да го луѓето да разпознаат што станува збор, која се исклучува само од природни состојки, и имаме еден наш природен зачин кој е направен од 12 состојки, кој е многу благопријатен, па дури и со сладки и благи работи да се користи. За секој овош и за секој зеленчук, за било кој да го спомнеме, процесот на работењето, дехидрирањето или сушењето е посебен. И у временски период, и у температурата на топлиот воздух, пошто ние користиме исклучиво само топол воздух и ја вадиме само водата од производот. Значи, сите хранливи вредности треба да останат задржани внатре. Не го штедиме времето, не сме брзи и динамични како на начинот на днешното живење, со брзината на светлината, туку ние сме скромни, тихи и чекаме процесот природно да се заврши онака како што треба. Ако имаме квалитетно и добро производство, природно производство, имаме и добар производ. Сето што е третирано со несоодветно, неприроден начин, во самиот процес на дехидрирањето имаме различен изглед, различен вкус, различен мирис и дефинитивно ако не е за мене, нема да биде за никој друг. Така, значи имаме договорено производство. Додека да дојдеме до самото производство, имаме дури надградување на начин на работењето. Јас имам луѓе со кои соработувам, дека едната култура, ако го земеме да речеме кромидот, човекот кој го произведува кромидот, значи процесот на неговото производство морам да го знам, за да знам на луѓето што ќе им понудам и ќе им кажам. Имаме, значи, запознани сме со начин на производството на органска храна. Процесот на производството на органска храна, сертификацијата на самиот производ кој треба да го има, и човекот кој произведува органска храна дека треба да има сертификат. Сертификатот се подлежи на контрола, прегледи на земјата, на самата ѓубрива природни кои се користат, значи анализа на самиот производ се прави доколку се не дојде до ситуација. Процесот е, значи, планско договорено производство. Со желба и иницијатива за да излеземе и надвор од Македонија, работиме на декларација, да го кажеме, на анализа и декларација на производите и начинот на подготовката за да можеме да излеземе надвор од Македонија. Тоа станува збор за балканските земји наши кои ги имаме. Првото побарување ни беше Црна Гора и Србија, а второто побарување сега кое го имаме и сериозно е Хрватска. Тоа веќе влеваме у Европа. Таму се други процесите кои треба да биде направено за да можеме да излеземе на европските пазари. Препознатливо е по тоа што дефинитивно на секој еден сајм, било која форма да биде организиран, ние прво правиме презентација и дегустација. Значи не бараме, значи, од луѓето да купат производ, туку нека дојдат, нека ја слушнат презентацијата на самиот си штанд, нека направат дегустација, а после нека решат самите. Тоа ни овозможи веќе после неколку, да кажеме, како 6-та година поред јавно настапување, тоа е прекрасно, дека дефинитивно луѓето со самото појавување, објавување дека ќе имаме саем за здрава храна, дека ќе имаме презентација и дегустација, веќе немаме потреба дел од презентација и дегустација да правиме, пошто производите кај нас се константно исти.
не правиме промена, значи можеме да направиме промена во пакување или спој да направиме на 2 или 3 работи воедно. А инаку остануваме секогаш доследни на исто. Јаболкото значи секогаш треба да биде истото и бил кој друг производ да биде. Предизвикот причина што прво треба да дознаете или осознаете, па да дознаете, па да научите, да почнете да практикувате, да конзумирате, да употребувате и да јадете од истата таа храна, која луѓето ќе ви видат дека дефинитивно од секојдневно вие ја употребувате на вашата трпеза, а за другата страна после само по себе си оди. Не само за фамилиарен, не само за единката или за едно семејство, туку дефинитивно за целиот земјоделски, за целото земјоделие у Македонија кој што го имаме, значи е предизвик да биде. Пошто нашата Македонија е со 4 годишни времења. 4 годишни времења кај нас овозможуваат ние да имаме многу добри и квалитетни хранливи производи. Начинот за да стасаме на пазарите, за да го принесеме, да го дадеме е у неговата подготовка. Прво како свежо, кога ќе му помине сезоната конзервирано, кое е конзервирано до малтане веќе дефинитивно почнува значи да се сериозно да се избегнува, начинот е само во дехидрирана или сушена форма. Било кој овошје, било кој зеленчук. Вака, едно младо семејство, без оглед на неговата бројка, дали тоа ќе биде 3, 4 или 5 члено семејство, правиме момент исклучиво за младо семејство, која ќе тргне од самото подготовка на производство, преработка, пакување, пласирање, цел процес и ќе ги спази процесите од свежо до дехидриран производ, тоа е догледно, значи дека дефинитивно немаме страв и не се плашиме дека дефинитивно нашиот производ ќе остане на нивото или ќе биде расипан. Значи можеме тоа да го направиме да биде многу прекрасен ланец на храна. Самата приказна, да речеме, за договорното производство беше многу интересно. Првичната моја понуда со човек кој прави фактички или производ за мене, станува збор за зеленчуков производ, беше првично колку обработуваш или колку произведуваш. Не производство, колку обработуваш, на колку површина. Беше 5 декари неговиот производ, со која нели онаа површина излегува на пазар, му велам стави плюс 2 декари. Тие плюс 2 декари, целото производство да знаеш дека ти е купено. Мое е. Ама ќе биде произведено на тој и тој начин. Ништо повеќе, ништо помалце. Тоа успешно, тоа вроди плод. И веќе се шири. Луѓето прашуваат, нели се ширите? Нели се повикувате на поголемо производство, на поголема преработка? Не, нема да се повикаме на поголемо, туку ние ќе се повикаме на задржување на квалитет и на здрава храна. Количината која што ќе се потрудиме да произведеме, ќе го направиме само максимум колку што можеме ние да произведеме. А не за друго, дека тоа сакам да се појави и втор човек или трет, не мора да биде кај нас на нашето нели поднебие или Радовиш или Радовишко, нека тоа биде на друго место, некој друг град, некој друго село, некоја друга нели рурална средина и од тука да тргнат сите други работи кои ги имаме, ние ги споделуваме сите информации. Значи, не сме себични, можеме на секого да му кажеме, да му покажеме на начинот на работата, да дојде до квалитетен производ и тука фактички кога ќе ние го сето тоа направиме онака украсно да биде на цела нели наша Македонија, цела наша држава, ќе биде прекрасно. Пошто секаде и дека и да идете можете да најдете производ, сега не можете. Така, значи ние имаме значи решение или извод од Агенција за храна и ветеринарство, значи не сме слепи преработувачи и производители или скриени. Продажбата ни е дозволена од праг, затоа и сме нели таму кај што сме сега да покажеме дека дефинитивно производите ни се поставени и може да се видат со око и дефинитивно кој сака. Не можеме да излеземе сега на пазар, ама исклучиво одиме на сајми кои се организираат во Македонија и продажба од праг и нарачки преку телефон, праќаме значи и по карго и се подготвуваме да се направи платформа за онлайн продавница. Дефинитивно, ама тоа ќе биде онака како не продавница, туку јас сакам да го кажам тоа да биде значи онлайн маркет. Повеќе производители со повеќе производи на едно место. Ако тргнеме од почетокот на самата приказна, Лак Плачковица е првиот показател и поддржувач и повик до мене, за да излеземе дефинитивно да бидеме во јавност и да го споделиме она што го имаме како производи со луѓето кои што ни окружуваат и да биде на домашните трпези. Меѓу другото, не можеме да кажеме дека тука не да скриеме таа информација дека не поддржува и самото Министерство за земјоделие, Националната федерација на фармери, тука е Slow Food, тука се другите кои исклучиво се бават само за да можат луѓето да дојдат до здрава квалитетна нели храна и кои се борат дефинитивно на сите да кажат, да укажат, да ги запознаат луѓето дека треба да се внимава на тоа, дека дефинитивно достани од хемија.